Добар ден уште еднаш. Аргумент плюс на телевизија 24, како што и напоменав во централниот дневник, денеска ќе разговарам со Оливера Клинчарова, председателка на Асоциацијата за осигурителни брокерски друштва. Ви благодарам на можноста да ја представиме нашата асоциација и работењето на осигурителното брокерските друштва во глобалната недела на парите. Од она што можев да издвојам во вашето CV кога се подготвував за ова интервју, ќе видов дека сте биле осигурителен брокер, инвестицијски советник, сметководител, вешто лице. Се држите до финансиската дејност. Да појасниме на јавноста, првин, што значи осигурителен брокер? Па гледате вака, значи за да се кажеме дека сме некои експерти во целата финансиска област, таа е една многу поширока област од само една, така да треба да со завршување на самото школување треба да се насочиш во подготовка на дополнителни стручни испити за да можеш да се представуваш како вешто лице во некоја област, дали во инвестиции, дали во сметководство и така натаму. Економијата е многу широка област. Осигурителните брокерски друштва и целото тоа работење е воспоставено во Македонија со Законот за супервизија во осигурување, што е донесен во 2002 година во Македонија. Добро. Инаку во светски рамки меѓународни брокерските осигурителни друштва се многу познати и да не речем дека огромен дел од бизнисот во странство, целото осигурување скоро како продажен канал се води преку брокерски друштва. Така да ние во нашата земја, да речеме, почнавме скромно, меѓутоа сега прераснавме над 44 брокерски друштва на целиот пазар, од кои поголем дел членуваат во асоциацијата. Асоциацијата Пристопанската комора на Република Македонија е формирана во 2011 година како една потреба да се подигне дејноста и свесноста за постоењето на осигурителните брокери. Осигурителните брокери имаат една специјална карактеристика, односно тие се бесплатен консултант на осигурениците. И на правни, и на физички лица, и на државни институции. Значи, законодавецот предвидел, поради тоа што осигурувањето е една многу комплексна дејност и не постои некој субјект што може да каже дека знае се од осигурување, затоа што тоа е многу широка област, значи, воспоставил еден таков механизам да секој човек може да се обрати на осигурителен брокер за добивање на соодветен совет и за покривање на некои негови потреби. Така да кога наш клиентот, физичко, правно или независно кое лице ќе ни се обрати за помош при одредена ситуација, ние сме должни да му ги предочиме сите работи што треба да ги знае за соодветниот ризик, било да е од најобично домаќинско осигурување, каско осигурување, а посебно внимаваме кај долгорочните осигурувања, како што се животните осигурувања, па посебно кај тие што внесуваат и инвестициски ризик, оттаму овие комбинирани, да речеме, работи што лиценци се многу важни во овој случај, затоа што навистина треба да се има чувство и да се знае за да може на некој да му препорачате долгорочно осигурување што ќе трае, например, до пензија и така натаму. Колку граѓаните ве бараат? Колку бараат советот од вас? Гледајте. Без разлика дали се наплатува или не се наплатува, колку сте тоа познати во јавност? Бенефитот е тоа што ваквите наши услуги стручни, Добро. При тоа ние треба да сме лиценцирани, имаме основачки капитал од минимум 50.000 евра, мораме да имаме положено и плюс имаме лиценца и полиса за одговорност од 250.000 евра по штетен настан и 500.000 евра во агрегат, да случајно со нашето советување да не нанесеме штета на некое трето лице. Со тоа, ние велиме дека нашите клиенти се дупло осигурани. Ем со полисата што си ја добиле, ем со нашата полиса за одговорност, ако нешто не е опфатено, погрешно е направено или било каков некој друг чекор. Така да, а дополнително тоа, нели, над нас стои супервизорот како еден регулатор, како репер на Народната банка во осигурувањето е Агенцијата за супервизија на осигурување, што дополнително дава гарант на овој строго регулиран пазар дека ние работиме по одредени принципи и правила. Како председател на ова асоциација, ова друштво, колку се чести или воопшто ги нема нефер играчите во овој бизнес?
Можеме ли да прокоментираме за ова? Можеме, дефинитивно. Гледајте, ние... И од едната страна и од другата, некој што сака да ве злоупотреби или пак колеги ваши кои што сака да направат злоупотреба. Има во минатото примери, нели? Добро. Тоа не е само во дејноста, знаете, во осигурувањето поради проблемот со асиметричните информации, многу се чести тие гапови, да речеме, празнини во информирањето, така да ниту осигурителните компании, ниту брокерите не можат секогаш да имаат доволно информации кога некој со намера тргнува, нели, да направи некоја злоупотреба, значи крие информации, дава лажни информации и така натаму. Добро. Значи многу има детали што треба да се знаат пред нешто да се пресече. Затоа и ова комплементарни дејности со вештачење и така натаму одиме за да можеме утре во случај на штета да направиме некоја експертиза што ќе послужи и на суд и понатаму за остварување на нечии права. Значи моментот е што осигурителните брокери како прво се консултант на клиентот. Значи на вас лично, на компанијата или така натаму. Второ, не ја зголемуваат премијата на осигурување, односно вас вие исто дали ќе купите полиса директно од брокерското друштво, дали од осигурителната компанија и така натаму. Значи тоа секогаш треба да се има во предвид, затоа што поинаку работи осигурувањето. Значи собира тарифи, да не навлегуваме во тие елементи. Така да секогаш препорачувам кога прв пат правите осигурување, кога сте премлад, кога немате доволно искуство и така натаму, секогаш да консултирате брокер. Затоа што многу може да добиете добиена вредност, а брокерските услуги според Законот за супервизија на осигурување од 2002 година се бесплатни за клиентите. Во вашата најава за оваа емисија кажавте да го спомнавте глобалната недела на парите. Од она што можев да видам дека годинава ставене акцентот врз безбедноста на парите во иднина. Да, Дајте ми детали, ме интересира. Тоа е многу важно прашање затоа што живееме во едно дигитално време и каде што посебно ова се однесува глобалната недела е измислена, воспоставена веќе над 10 години од ОЕЦД заради проблемот со неинформираноста, недоволната финансиска писменост и така натаму, затоа што осигурувањето и другите сородни финансиски дејности, затоа што осигурување без инвестирање и други работи не може да се замисли. Значи целта е прибирање на пари и нивно трансферирање на ризикот понатаму за да има доволен капитал за да утре се надоместат одредени штети ако настанат. Значи тука би додала дека оваа година, секоја година има тема посебна, темата која е посветена на годинештата глобална недела на парите е размисли пред да заследиш за безбедност на твоите пари во иднина. Јас ја скратив малку да ставам акцент колку парите ни се безбедни сега. Сега видите, јас по македонски би рекла, бидејќи ние имаме за се народна поговорка, би рекла верувај, ама проверувај. Значи, кај нас, мислам, зборувам сега во меѓународни рамки, не конкретно за Македонија, ова е глобална парола и важи за целата кампања светска. Значи, се појавуваат разни инфлуенсери, нелиценцирани играчи на пазарот и така натаму, кои наведуваат па да не речам нешто во финансите како мултилевел. Бевме сведоци на неколку, кај нас исто така некои платформи, синџири, што немаат официјално лиценцирање, не се контролирани, не се под супервизија, така да би рекла дека младите треба, пред се младите, да се, и повозрастните, кои се склони кон брзи заработки, така денеска е трендот, затоа е ова е увидено и е поставено како цел на група сега да се едуцираме сите, посебно младите, дека треба да се вложува, да се инвестира и нормално да се консултираш секогаш, затоа што светот на парите е многу комплексен. Колку можеме да бидеме сигурни? Ми е последното прашање во оваа игра на дигитално време, во овие дигитални пари, во овие трансфери, како да бидеме сигурни во тоа? Па 100% сигурни се, фала Богу, и никогаш не можеме да бидеме во ништо, а не па во тоа. Меѓутоа, мора да кажеме дека ние како земја и општо треба да ги следиме, бидејќи имаме многу добар репер, Европската комисија, која работи, да речеме, со истражување и така натаму, што нас како мала земја и мала економија, ни останува само да ги следиме нивните правила и процедури. Така да и Европската банка даде некое соопштение дека има веќе проект за дигитално евро
и нашата Народна банка нели следи тоа дигитален денар, меѓутоа да речеме дека можеби недоволно е сега моментот ние да пристапиме кон тие текови пред тоа да го направи Европа. Така да Европа тоа го пролонгира за 2-3 години, така да јас би советувала и ние. Меѓутоа дигитализацијата е секако предност и носи бенефити, посебно во делот на следењето на финансиските текови, во делот на сивата економија и така натаму. Јас што би сакала нешто што веќе подолго време се разговара во нашите финансиски кругови, би сакала што побрзо државата, владата, Министерството за финансии да воведе еден исто се следи европска праксата од Европската комисија, значи да воведе финансиски омбудсман, значи посебен заштитник на граѓаните, на народот во делот на финансиските работи, како еден специјализиран омбудсман што ќе биде малку поинаков од овој народен правобранител што ние го научи, мислам што постои веќе за одреден дел од прашањата, меѓутоа бидејќи се работи за специфични работи, значи се отворија многу финансиски друштва, брзи кредити, разни платформи други што беа пријавени во МВР и беа детектирани на социјалните мрежи во јавноста како пирамиди, така е. Меѓутоа, секој поединечен случај заслужува внимание и затоа сметам дека бидејќи законот е веќе спремен неколку години при Народната банка и финансиите и Министерството за финансии, дека ние треба тоа да го направиме час поскоро за заштита на нашите граѓани. Во кој дел сега не се заштитени, бидејќи барате вакво нешто? Значи, гледајте, сега начално се заштитени имаат право на второстепено мислење и во Народната банка и во Агенцијата за супервизија на осигурување. Меѓутоа, некој што континуирано ќе работи на вакви случаи, би било секако подобро, чим тоа го ведела Европската комисија, дека на некој што е сега во проблем треба со конкретни постапки да му се помогне. Сакам да ве прашам колку од овие настани, нешто слично како глобалната недела на парите. Овие финансиски настани имаат едукативна на страна, влијаат врз одлуката, предпазливоста, начинот на кој се инвестираат парите. Каква е превентивна на работа вршите вие? Па гледајте, многу е важно затоа што сите ние, вклучувајќи го и супервизорот, нашата асоциација на осигурителни брокерски друштва, асоциацијата на осигурителни компании и другите финансиски институции, значи се трудат па да речеме од основно школо, во средно школо и на факултет да држат предавања и некако да ги запознаат со можностите, со начините, дека постојат одредени, да речеме, бесплатни консултантски совети и така натаму, каде што ќе може, нели, пак врз основа на наједна проста и едноставна парола верувај, ама проверувај, значи на еден, на двајца ќе се обратат и ќе си донесат соодветни информирани заклучоци. Тоа за младите луѓе е многу важно, а и важно е за секој што одвојува сопствени средства за работени за да направи нешто за воиднина. Дали подобро пензија, дали животно осигурување, дали заштита на имотот и така натаму. Значи, многу е тоа важно прашање. Ние дури одиме чекор понатаму, што не се само младите фокус на оваа едукација, меѓутоа и другите финансиски и други дејности кои имаат потреба од вакво некоја едукација, некои допирни точки, затоа што светот глобален станува се послужен од глобалните ризици катастрофални до сајбер ризиците кои може да се покријат со осигурување, така да темата е многу сложена. Тука значи станува збор за едукација. Еве скоро на пример држевме лани по покана на Комората на ревизори, држевме семинар специјализиран за сите ревизори. Значи во делот на прекин на бизнисот, континуитет на бизнисот, што значи осигурувањето за еден континуитет на бизнис, како правните лица, посебно големите субјекти, да се заштитат, да одржат некоја, да речеме, стабилност и во случај ако ги погоди некој катастрофален ризик што има големо влијание врз нивната работа. Се подигнува ли свеста? Па генерално се подигнува свеста, значи се воведуваат некои, сега кај нас тие не се иновативни, меѓутоа досега сме ги немале
такви производи. Например, ова што го спомнавме прекин на бизнисот е многу добар производ и генерално го практикуваме кај компании, кај предпријатија што работат континуирано производство или запознат купувач или не смеат да имаат прекин во производството, да речеме топлани или некоја производствена линија или така натаму, а во меѓувреме имаат и фиксни трошоци, при што ако им настане некоја штета, дали од кршење машини, дали од пожар или земјотрес или било што така, имаат, например, покритие 30 дена да им бидат платени фиксните трошоци. Значи, има многу видови вакви производи, значи ова е само еден пример. Тоа е добро обштетителна околност. Па тоа чини пари, меѓутоа е стварно еден поттик. Ако имате, например, кредит земено за тоа, значи ја покриви ратата за кредит, значи вие нема да пропаднете, нема следниот месец банката да ви чукне на врата и да рече да сега во неизвестност да ви значи ја прави осигурувањето, ја прави иднината малку поизвестна. Значи нашата земја исто работи, бевме сведоци на неколку типа на катастрофални ризици во Македонија. Работи има вложено во една компанија Европа Ре, каде што нашата владата Албанија и Србија имаат вложено во една швајцарска направено еден конзорциум за посебно за катастрофалните ризици, за земјоделското осигурување, што е исто многу важно и ве гледаме деновиве што се случува. Така да нонстоп се овие теми што не се затворени, што растат, се развиваат и цело време треба да се учи да си во тек со светските стандардни текови и така натаму. Ако ја свртиме сега топката од ваша страна, колку е тешко да се предвиди ризикот? Каква улога имате вие сега тука? Како го пресметувате ризикот? Тешко е да се предвиди ризикот, нели? Меѓутоа, математичарите, алатките, актуарската математика, тука е тоа поширокиот, дел од осигурителниот бизнис. Да, кои се факторите ме интересираат? Видете, не сме ние гатачи, нели? А во осигурувањето постојат статистики и закон на големи броеви. И кога одите по тие статистички податоци, Европа Ре воведе еден производ што беше Кат Монитор, што имаше 500 години уназад податоци за катастрофални ризици, поплави и земјотреси на целата територија наша, така да при одредени такви ризици на одредени локации го користевме тој мониторинг. Значи, предвидувањето е секогаш нешто од историјата и наваму. И на тоа се темели земјоделското осигурување, така да буквално законот на веројатност, тоа се веќе математички актуарски методи, што во осигурувањето без математика и без такви пресметки и без историја не може да се оди. Сакам да прашам кој е придобивката од користење брокер. Тие можат да заштедат време, можат да направат анализа на пазарот, но сигурно има уште нешто што се еден чекор пред оној што инвестира. Па бидете вака, многу е добро што врските на брокерот се дефинирани во закон. Значи по законот брокерот треба да направи анализа на клиентот, значи за неговата потреба за покривање на ризик. Еве ќе земеме прости примери, не мора сега некои катастрофални ризици за едно најобично домакинско осигурување. Ова тема не е многу во јавноста. Па не, ќе не викнете и друг пат. Да видиме со по-пластични примери за да... Да, еве најпрост пример ви треба едно домакинско осигурување и сега разните осигурителни компании нудат различни производи. Добро. И сега веќе ако сте имале штета или разговарате меѓу себе, значи човек најдобро се учи на своја кожа од примерите или примерите во потесното или пошироко семејство во случај на штетен настан, така да имате разни примери. Еве на пример ако настанала штета од излевање на цевки на комшијата и така, и тука наоѓа проблеми различни. Еве на пример кога се запали глобал, видовме сите дека внатрешните простори, внатрешните заеднички, да речеме скали, што е предвидено со законот за домување да се осигурани, тоа 99% од управителите, односно од колективните згради не го прават. А тоа заштедува, ние сите ќе си ги, ако имаме осигурено станови, ќе си ги поправиме становите, ќе си ги ставиме во функција. Меѓутоа големата слика, зградата внатре, лифтовите и друго, и тоа треба да се санира, тоа е огромен трошок. Значи со осигурувањето се покриваат таквите работи,
Така да брокерот е тука да ви каже и она што не знаете дека го имате како потреба или како законска нека обврска, нели пред некоја година со законот за платни системи дојде и обврска задолжителна да се осигура касовиот благајничкиот максимум во парите во каса. Така да дел од компаниите беа известени, дел не, меѓутоа наша обврска е нели да му кажеме дека по закон касовиот лимит максимум треба да се осигура и така натаму. Така да брокерот буквално дава една поддршка, а посебно во делот на штети. Значи кога ќе настане штета, брокерот и по закон и општо нели тука се истакнува брокерот, не, кога се продаваат полисија, да речеме по лесниот дел, меѓутоа кога ќе настане штета по одредена полиса и сите тие правни постапки и човечки и суштински да се заштити останатиот дел од имотот, да се задржат тие правните некои норми, рокови и така натаму, тие се исклучително важни. Значи брокерот е тука да ве води низ постапката за надоместна штета. Реков дека се зголемува бројот на друштва во вашата дејност, кои се сега предизвиците со кои се соочува дејноста? Па гледате, се соочува доста со предизвици затоа што прво да ви кажам дека сите друштва, осигурително-брокерски друштва не работат исти работи. Тие по закон може да работат се, меѓутоа се специјализирани за одредени класи, за одредени... Значи, повеќе на обичниот народ им е познато, нели, осигурувањето како задолжително од автоодговорност и одат на технички станици, таму брокерите имаат своји испостави и генерално, бидејќи цената регулирана, лимитите и се, тоа е позната полиса и тука нема брокерот некоја улога, да речеме, е клучна. Меѓутоа, се што е малце посложено, од осигурување на патници во јавен превоз, па и самото осигурување на патници, па делумно каско, стакла и така натаму, значи се е тоа додадена вредност на една полиса. Значи никогаш полисата не може, мислам, не би требало да биде да се гледа како единечен производ. Значи секогаш има производи сега како комплексни. Например, ако имате дуќан, ќе биде осигурани за лихата и стаклата, може и парите во каси, значи комбинирани осигурувања, така да и тие во глобала, чим купуваш повеќе ризици, се и поевтини. Така да брокерот е тука за вас и да ви посочи на такви производи, да ви ги каже условите под кои ви важи полисата, она што зборуваме, нели, по теорија со ситни букви. Така да брокерот е тука, да речеме, бесплатен адвокат за вас. Има простор за зголемување на бројот на компании? Сега сте 44, рековте. Гледайте, јас сметам дека се доволен бројот, мислам територијално и во како да речем, како канал на дистрибуција на осигурителните компании сме застапени скоро 40-50%, така да мислам дека тоа е релативно задоволително ниво. Меѓутоа би сакала во иднина заедно со осигурителните компании, нели, да се воспоставуваат нови производи, например осигурување од лекарска грешка, што е веќе беше во наше време пред 15 на години иновативен производ. Сега треба малце повеќе да се посвети внимание на промоција на сајбер ризиците и заштита на личните податоци. Имавме неколку случаи такви и во јавните институции, во приватните банки и така натаму. Така да цело време има движење бидејќи е таква дејност. Значи ризиците во текот на годините се менуваат. Глобалните осигурителни компании објавуваат еднаш годишно рангирање на ризиците, например Алијанс или други, и таму се стојат буквално предвидувања и тежина на одредени ризици. На почетокот го спомнавте дигиталниот денар. Знам дека тоа не е под вас, тоа е под Народната банка, меѓутоа доаѓате од финансискиот сектор. Чисто ваше лично мислење како за крај на емисијата. Дали како држава сме подготвени за такво нешто? Па генерално самиот процес на дигитализација и подготовка, ние имаме многу добар IT кадар и тоа не е генерално проблем. Политиките, законите и како тоа ќе биде примена, на тоа треба да се посвети внимание, затоа што нашиот народ, за жал, нашата држава се одликува со ниска финансиска писменост и тоа со овие вакви активности сакаме да го подобриме.
Така да понатаму би рекла дека треба да се следат нормално чекорите на Европската комисија и на Европската унија, Европската централна банка и генерално дигитално или обично секако денарот е денар, еврото ќе биде евро. Меѓутоа начинот на кој ќе се спроведуваат трансакциите ќе биде поинаков. Нели, електронски новчаник и така некои други моменти, меѓутоа што ќе биде подобро од аспект на следење на парите, тековите, така да тие се записи електронски кои ќе траат. Така, господја Клинчарова, јас ви благодарам на времето и што бевте моја гостинка денес. Ви благодарам и вам. Почитувани, јас ви благодарам на вниманието, останете со програмата на телевизија 24. Од мене пријатно.